Почитувани граѓани, драги пријатели и другари, нека ни е честит и векови денешниот ден. Ова не е обичен 8 септември, кога само ја славиме одлуката за независна Република Македонија, која ќе си честитаме за државноста и ќе се подсетиме на надминатите предизвици во изминатите 23 години самостојност. Денеска сакам да ве уверам дека ќе ни биде и на вистина вековит овој ден, иако неговата вечност е сериозно доведена во прашање. Денеска е ден за славење, но не само за тоа. Денеска е убав ден и да се прашаме. За ваква ли Македонија мечтаа и сонуваа илинденците и јасномците? За ваква ли Македонија се страдало, се пролевало крв и се губеле животи во минатото? Дали мнозинството граѓани, кои на денешен ден пред 23 години го кажаа референдумското да, помислуваа дека ќе ја видат Македонија на колена, понижена, засрамена, земја без луѓе? Од надежна земја, Македонија стана земја на безнадежност. Од земја на сите граѓани, Македонија стана земја на поединци. Од слободна земја, одамна ослободена од туги поробувачи, Македонија стана окупирана земја од домашни поробувачи. Земја што пак треба да се ослободува. Од праведна земја, Македонија стана земја на неправдата. Од граѓани на родната земја, влеговме во туги тефтери, станавме собственици на туги пасоши. Наместо мостови за соработка и пријателство, гледаме мостови за појадок на сиромашните. Наместо Македонија убав пример на Балканот, оваа земја стана пример за раскошот на поединци и бедата на народот. Од 23 години независност, цели 13 години Македонија е зависна од волјата на квази-патриотите. Од земја застаната на здрави нозе, Македонија стана осакатена земја, со економски осакатени граѓани. Нема да биде така во иднина. Во името на Социјалдемократскиот сојуз, како председател на најголемата опозициона политичка сила во државата, ви ветувам на сите кои сте тука и на сите кои не сте тука, дека Социјалдемократскиот сојуз ќе го надополни тоа што денес недостасува. Овој ден на независноста на нашата држава да значи и индивидуална независност, и економска самостојност, и слобода, и демократија, и перспектива, и реална надеж за подобро утре. Дали ќе биде се она што за жал не е денеска, што ни го стега срцето и со право не прави загрижени за нашата иднина и за иднината на нашата земја. Другари, со право очите на целата јавност во Македонија се свртени кон Социјалдемократскиот сојуз. Знаат сите, СДСМ го слуша гласот на граѓаните и кога другите не можат. И СДСМ е храбра и кога е тоа најтешко. Ја покренавме иницијативата за референдум за независноста кога другите бараа решение во отцепувањето. Изградивме институции и создадовме држава. Земјата ја направивме достојна членка на Обединетите нации. Покрај сите регионални предизвици го сочувавме мирот во државата. Кога тој мир беше загрозен во 2001 година, без размислување и партиски калкулации, се вклучивме во разврска на кризата и придонесовме за запирање на конфликтот. Само 4 години по војната, Македонија ја донесовме до портите на Европската Унија, земја кандидатка, рамо до рамо со Хрватска. Станавме лидер во обкружувањето по евроатлантската перспектива и успеавме да бидеме пример за зрели меѓуетнички односи и успешен соживот. Да, честопати правевме чекори што не се наш тесен партиски интерес и знаеме колку тоа нас не чини како партија. Но тоа беа чекори во интерес на државата, а како што знаеме, партија и држава не одат заедно, зашто гледаме сите преку оваа власт, колку тоа не чини сите нас како граѓани на Република Македонија. Затоа денес
во име на таа државотворност на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, со право не бараат, не повикуваат каде сме. За сето тоа стои огромна потреба што повторно имаат граѓаните и Република Македонија од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитувани граѓани, драги пријатели, овој 8 септември е аларм за нашата обврска кон нашата држава. Гледате што прави 9-та година оваа неодговорна власт, на која што не е до Македонија, туку до личните и партиските интереси. Околу 450.000 луѓе се иселени од државата. Од нив околу 250.000 млади луѓе. Македонија ја задолжија милиарди евра да не можат да се раздолжат ни децата на нашите деца. Ја ставија државата во медиумски мрак по теркот на Северна Кореја. Ја укинаа слободната волја, право со кое се раѓа секој човек на овој свет. Ја изолираа земјата, меѓународно ја посрамија. Плачат родители по деца кои им бегаат во странство. Плачат првачиња и ученици од образовните експерименти. Лелеци се слушат по болничките ходници, ни лекари, ни лекови има. Зарази се шират како да сме во Африка. Социјалата ја свитка под секое елементарно достоинство. Земјоделците, работниците, фирмите ги направија зависни од државата. Тие да му слугуваат на системот, наместо системот да им олеснува на граѓаните. Судството и полицијата ги окупираа за да нема правда, зашто добро знаат каде што нема правда, нема слобода. Се што може ја претворија во камен, и ете во 21 век, граѓанинот на Македонија живее како во камено доба, во незапаметена сиромашнија, во независна Македонија. Вака повеќе не може, драги пријатели. Дававме шанс, подававме рака. Граѓаните ни се сведоци за тоа. Се злоупотреби. Во прашање екзистенцијата на граѓаните, во прашање ни е државата. Нема простор за стоење настрана. И тоа време помина. Секој двоумење, со лични или какви било други моментални интереси, ќе се врати како бумеранг, а тогаш ќе биде доцна за се. Затоа секој од нас кој е и се чувствува дел од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и секој кој си ја сака оваа земја, без разлика на политичката ориентација, да знае дека Македонија е пред еден од најсериозните предизвици досега од 8 септември од пред 23 години. Ние како раководство на Социјалдемократскиот сојуз, како партија, ред е да кажам, периодов кога за кратко се повлековме, додека од сите страни бевме повикувани каде сме, сериозно анализиравме што треба да се превземе. Република Македонија да ја извлечеме од хибридните режими каде што ја турна оваа власт и да ја вратиме на нормалниот колосек, каде што заслужува, меѓу развиените демократии. И еве сме, од сега исклучиво со вас и меѓу вас, меѓу народот. Само таму е местото на СДСМ. Ние нашите одлуки ги донесовме. Со честна понуда ве повикуваме да работиме заедно. Да нема дилема, никој, дека Социјалдемократскиот сојуз ќе попушти во својата одлучност да ја обезбеди слободната волја на граѓаните и да го врати достоинството на народот и демократијата во земјата. Овој пат нема попуштање. Не одинает. Не функционира СДСМ одинает. Не е дозволиво попуштање поради обврската кон граѓаните и кон државата, кои тоа го очекуваат од Социјалдемократскиот сојуз. Да ги заштити од последиците што ги остава оваа власт врз нивните животи, врз нивните семејства, врз земјава. Затоа власта треба да знае, ако се одлучат на преговори, тие преговори мора да обезбедат и законски и практични гаранции за фер и демократски избори. Како сака власта, така нека ги нарече нашите барања.
но законски и практични гаранции за фер избори мора да има. Ако искрено сака власта да се реши политичката криза, ќе седне и ќе разговара за нашите аргументи и барања. А сведок ќе ни биде јавноста и за нашите и за нивните аргументи. Уште малку може да почекаме со разговор да ги најдеме решенијата и практично да ги реализираме. Сите знаат дека земјава наша многу време нема ниту за чекање, ниту за губење. Немаат ни граѓаните. Ние, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и опозицијата, знаеме како и нашата обврска ќе ја исполниме. Проблемите што се присутни мора да се решат. Се надеваме дека по пат на политички диалог и практични гаранции решенијата ќе се изнајдат. Но недвојбено сме убедени дека оваа есен решенијата на проблемите мора да се обзнанат. Нема калкулации. Нашата намера е искрена да им обезбедиме на граѓаните нормална земја со јасни перспективи. Секој граѓанин на оваа земја да се чувствува слободен и среќен. Нема историски предизвик што СДСМ не го прифатила и ќе одговори и на овој. Повторно за својот народ и за својата татковина. Сите чекори ќе ги направиме многу внимателно, сериозно и аргументирано. Секое решение за подобар живот ќе го донесеме заедно со вас, водени исклучиво од националните и државните интереси на Република Македонија. И на крајот ќе ги овозможиме евроатлантските перспективи. Затоа те повикувам тебе кој си до мене. Ве повикувам вас кои сте околу нас. Вклучете се заедно со СДСМ, да работиме заедно. Нашите тимови ќе ви подадат рака за излез од безперспективноста. За перспективата ќе се избориме заедно. Наш партнер сте вие граѓаните. Со ова заедничко партнерство ве уверувам дека ќе ослободиме државата од заложништвото и ќе ја вратиме Република Македонија во рацете на народот. Секогаш кога календарот ќе го донесе 8 септември, тој да ја буди гордоста во секој од нас, дека сме успеале кога било најтешко за еднината на државата и да не мотивира да продолжиме по аманетот на нашите предци, по патот на правично општество, за и ние да бидеме гордост на нашите деца и идните поколенија. Честити вековит нека ни биде 8 септември, денот на суверена, самостојна и независна Македонија. Благодарам.